пријавив затоа што мислам дека изминатиот период дека рахуваше господин Наси Силмани имаше работи кои заслужуваат похвала, но мислам дека можеше многу повеќе. Не бев и не сум толку задоволен што преговорите за нема што ги правеше во текот со владата, особено со МВР во текот на донесувањето на законот за медиуми, заради тоа што наша власт последниве години на рахување цело време прават тужби, затворат новинари. Една од причините е тоа. Јас мислам дека треба да се укинат сите преговори со власта. Со какви предизвици се соочивте дека бевте председател на ЗНМ и кои ќе бидат вашите идни чекови доколку повторно станете, ве одберат за председател на ЗНМ? Вие, мислам дека јавноста беше сведок дека во изминатите 4 години власта ги потреби сите средства против Сдруженијето на новинарите и последно против раководството, да не заплаши, да не одврати од намерата да ги представуваме интересите на новинарите. Вие знаете дека се обидува да формираат и паралелно здружение преку која се обидува нас да не делегитимираат и да прикажат на јавноста дека легитимитетот на новинарите е некаде друга, а не во ЗНМ. Вие знаете како заврши пребројувањето. Пребројувањето покажа дека мнозинско здружение во Македонија е Здруженијето на новинарите. Најголемиот дел од новинарите, од сите делови на Македонија, од сите медиуми, без разлика дали пишуваат на македонски, албански, турски, застанаа за Здруженијето на новинарите. Со тоа ние покажавме, практично новинарите покажа дека врската меѓу ЗНМ и мнозинството новинари во Македонија е нераскинлива и без разлика на притисокот кој што на нив постојано се врши со закани дека ќе изгубат работно место, дека ќе им се намалат платите, дека ќе губат уреднички позиции, притисоци од сите страни, од собственици, од политичари, тие остана во ЗНМ. Не заради раководството, него за тоа што сметат дека ЗНМ е тоа здружение кое што може автентично да ги представи нивните интереси. Ние во овој период имавме одредени резултати. Она што е најбитно и со кој јас сум горд е прашањето на солидарноста. Знаете дека бројот од околу 100 членови кога ја дојдов во Сдруженијето на новинарите, сега имаме околу 500. Тоа е за 4-5 пати поголемо членство. Но тоа не значи дека тоа членство ние не треба да работиме, да го зголемиме уште повеќе, затоа што нашата сила лежи во членството. Толку помасовно членство, толку поголема е нашата моќ. Она што како предизвик не останува, имаме големи предизвици, е прашањето околу Кежаровски. Ако ние како новинари не сме спремни, не сме подготвени соодветно да реагираме без разлика која ќе биде конечната одлука на судот. Ние очекуваме дека таа одлука мора да биде ослободителна. Меѓутоа без разлика на исходот, ние мора да бидеме спремни да реагираме на секој начин, демократски начин, да не дозволиме Кежаровски да заврши во затвор. Второто прашање е околу владините реклами. Мора да престане практиката на корумпирањето на медиумите во Македонија со јавни пари, со наши пари, со парите на даночните обврзници. Мора да има закон во кој јасно ќе се утврдат критериумите. Од кој основ владата ги троши овие пари во медиумите, која е целта, кој е тој јавен интерес, зошто владата треба да биде присутна со реклами во медиумите и на крај Тоа ќе биде вашиот следен чекор? Тоа се моите, нашите, се надевам, чекори кои што ќе се наметнеме во јавноста со наши ставови, ќе вршиме притисок, ќе лобираме и со помош на меѓународниот фактор да овие работи ги решиме. Мислам дека на власта и на било кој во Македонија кој што намерава утре да ја преземе власта, мора да е јасно дека прашањето на слободата на медиумите не може да се заобиколи ако некој навистина има намера ова земја да интегрира во Европската унија. Патот за Брисел води преку слободата на медиумите. Ние сме тука да помогнеме. Меѓутоа нема да дозволиме половични решенија. Ќе истраеме на нашите стави да имаме издржани, одржливи решенија. Решенија кои ќе бидат во интерес на новинарите и на медиумите, а не на политичките интереси. Нов председател, значи со нов мандат, го честитам изборот, е Насер Силмани со својот
постои 21 глас. И те личиња се неважички. Настер, честитам. За управен одбор влегува следниве кандидати, нема да ги објавам бројот на гласовите, а според редоследот отприлика е кој како имал број на гласови. Значи, ќе кажам само дека убедливо прв е Томислав Кежаровски по број на своји гласови. А во управниот одбор новиот на ЗНМ освен него влегува и Зоран Димитровски од Фокус, Гоце Михајловски од 24 вести, Бењамин Арифи од Ансатем, Иван Бојанчевски, Штипски глас и Утрински вестник, Ристо Тасев, Утрински вестник, Мишко Иванов, 24 вести, Зоран Антонов, Вести дневник, Стојанче Наумов, новинар, Филјана Кока, МРТВ, Миомир Серафинович, Канал 5, Кристина Мачкич, Телма, Бесни Милјази, Коха и Неджар Пакифи, Македонска радио телевизија. Новиот надзорен одбор го сочинуваат Дарко Чекировски од Телма, Пашким Сулеймани од Алсатем, Мира Костич, Македонска радио телевизија, Соња Колевска, Деленска Вест, Тони Михајлов, ТВ Стар, Джеми Сулеймани, Лајн и Хосамедин Гина од Балкон 3. Честитки за нив. Советот на честа на Сдруженијето на новинарите на Македонија, последниот 4-годишен мандат ќе бидат Гордана Дувњак, Утрински вестник, Емилија Лазаревска, Телма, Урим Хасипи, Коха, Илија Стефановски, Радио Кочани, Милијана Трпчевска, Канал 5, Фростина Лазаревска, Площад и Каролина Михелска, Изборната комисија го за својата одработа. Нема да ветам ништо, но едно можам да ви ветам, дека после 4 години ќе можам, се надевам, ви ветувам дека ќе можам да ве погледнам во очи, нема да се срамам, дека ова дојава што денеска ја искажавте на мене, нема да ја искажам. На сите колеги кои што се избрани во органите на ЗНМ, им честитам на изборот и се надевам дека ќе имаме добра соработка.